Почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги претеници. Амандманот што го предлагаме, мислам дека има основа зашто го предлагаме. Во текот на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, еве да не одиме и подалеку, сведоци сме дека од страна, односно на раководните лица, на раководните функционери во Министерството, постојано се случуваат одредени злоупотреби во делот и на уназадувањето на кадрите, меѓутоа и на унапредувањето на кадрите. И така ние во изминатиот период имаме ситуации кога луѓе напредуваат по 4, по 5 места наеднаш. При тоа не се земаат компетенциите и стручноста во обзир. Еве јас бидејќи имам еден таков бекграунд, да речеме, доаѓам исто од една хиерархиска средина, еве тука има и уште едно лице постаро од мене, посериозно од мене. И може многу добро да го разбере она што сега ќе го кажам. Значи, тоа ви исто како во војска да унапредите лице кое што туку ќе стане дел од вооружените сили со чин подпоручник, да го унапредите во чин мајор. Отприлика толку му доаѓа некаде тие 3 места доаѓаат. Сега тоа е огромна разлика. За да достигнете до одредено ниво, вие да ја држите одредената позиција, да го имате одреденото место, треба да поминат и време, треба да поминете и одредени обуки, треба да добиете соодветни оценувања и така натаму. Значи, треба да го на некој начин заслужите и да го изживеете тој период, за да можете да бидете поставени на одредена позиција. Во моментов, она што вие го предлагате, да кажеме, со предлог измените за Законот за внатрешни работи, оставате простор, да сега сте вие, еве утре ќе биде некој друг министер, оставате простор, без разлика, значи не зборувам сега за партија СДСМ, ВМРО, ДУ и така натаму, оставате простор да се изврши целосна партизација на Министерството и да се вршат злоупотреби. Зошто? Затоа што кога ги немате критериумите за поставување, односно за унапредување на тие лица, на такви позиции, ви се остава на вас дискреционо право. Дискреционите права се најлоши во една демократија и тие треба да се избегнуваат. Затоа ние треба да имаме систем на напредување во кариера и по тој треба да се водиме. Пак ќе речем, без разлика кој од која политичка партија доаѓа. Амандманот кој што е предложен од наша страна е сосема во тој контекст и јас искрено не гледам причина зошто од ваша страна е одбиен. И замолувам колегите пратеници, доколку бев јасен во моето излагање, да дадат подршка на амандманот што го изрази колегата Бране Петрушевски. Ви благодарам.